Dame i господа, добро вечер. Ново издание на Рапорт со Јофе на А1 телевизија. Главна тема вечерва – тутунот. Пред да започнеме, цирнете долу, видете адресата и впишете ја во вашиот интернет прелистувач facebook.com/на Рапорт со Јофе. На телевизија се дружиме само во недела, а таму сме заедно преку цела недела. Додека вие го правите тоа, јас би сакал да искористам оваа прилика и да ви честитам слободна, суверена и самостојна. Добро, знам дека ова е говорот на Киро Глигоров, ама јас сум на вистина многу возбуден поради информацијата која слушнав завчера дека Зимбабве не признала под нашето уставно име. Зимбабве не призна и државата која веќе 30 години ја раководи диктаторот Мугабе и која е под санкција од Европската Унија поради изборни нерегуларности и нарушување на човековите права. Слушате ве грчишта? Ај сега да ве видам вето. Ви го пуштам чичко Мугабе. А оние новинари непредавнички го критикува премиерот дека имал средба со диктатор. Тие се диктатори. А ние одиме во Битола да видиме кој тоа протестирал таму. Стотина професори, пензионери, бербери, вработени во РИК Битола, партиски раководители и други активисти на ВМРО, ДПМН и ПОДЕМ, а и по некој земјоделец, денеска напладне протестираа пред просториите на СДСМ во Битола. Со транспарентите сакаа да покажат дека незадоволството на тутунарите не било оправдано и дека биле изманипулирани од најголемата опозицијска партија и од Бранко Црвенковски. Не сум сигурен дали разбрав баш најдобро. Новинарот кажува дека активисти на ВМРО ДПМН протестирале пред седиштето на СДСМ. Да, добро сум разбрал. Значи, активисти на ВМРО, ама веројатно снимкиве се од пред 5-6 години, тогаш СДСМ уште беше на власт, па сосема логично и да протестирале пред незиното седиште. Дајте ве молам, немојте да ми подметнувате стари снимки и да ме збунувате на ваков. Што? Снимките се од минатиот четврток. Чекај. Сега што ми кажеш дека овие не знаат дека нивната партија на власт веќе 5-та година. Чудни работи се случуваат во државава. Власта протестира против опозицијата. Мене сепак не ми се верува дека тоа е можно. Режија да не се работи за некаква грешка? Не е грешка, туку има и други вакви случаи во државава. Ајде, дајте да ги видам, па може и ќе поверувам. Инаку пред штабот на СДСМ во Прилеп активисти на ВМРО ДПМН во обид да ги неутрализираат протестите, ги упатуваат тутунарите на протести пред седиштата на откупните фирми, а не на патиштата и пред владата. Владата и денеска се обиде да ја отфрли одговорноста од себе и наместо да ги решава проблемите на тутунарските протести возврати со контрапротести пред штабовите на СДСМ во Струмица и Радовиш. Задоволни од цената на тутунот, а сепак протестираат. 30 на луѓе кои се представија како тутунари денеска се собраа пред штабот на Велешкиот огранок на СДСМ. Велат дека протестираат против оние што протестираат. Не биле организирани од ниедна партија, туку случајно го одбрале просторот пред зградата на опозицијата. Добро, не мора да ми пуштате повеќе вакви снимки, веќе ви верувам дека луѓето од различни градови од државава протестираат пред седиштата на СДСМ, ама се уште не можам да сватам зошто. Ќе се најде ли некој јунак да ми објасни зашто протестираат и кои се нивните барања од СДСМ? Па не, јас си онака што сум заделен, нема врска што сум пред штабот на СДСМ. И не си денеска со луѓето зад тебе, не ги поддржуваш овие? Јас поддржувам луѓето. А зашто ги поддржуваш? Ги поддржувам дека секој треба откупот на секој треба тутунот дома да се го процени, нема што да луѓето да се бунат. Аха, сега веќе ми е појасно. Луѓето протестираат бидејќи секој треба... Не бе, најсериозно. Дај некој нека ми каже зашто се протестиве пред СДС? Ние сме задоволни од откупната цена и само сакаме да се отворат пунктовите сите и даваме потполна поддршка ние на владата. Аха, сега веќе се е појасно. Луѓето си протестираат бидејќи се задоволни. Многу нормална работа која се случува и во секоја друга најнормална држава. Кога си задоволен, издегуваш на улица и протестираш, за сите да знаат дека си задоволен. Што ќе ти е и да го има селото задоволство на овој свет ако никој не знае дека си задоволен? Како би ти завидувале ако не знаат дека си задоволен? Па
Браво за луѓево. Ми дава надеж дека се уште има надеж за оваа надежна држава. Ако гледам дека вака масовно се искажува задоволството со протести пред опозицијата, дури и мене ме поттикнуваат да направам нешто што одамна сакав да го направам. Почитувани гледачи, јас сум воеден веќе неколку месеци и морам да ви признам дека ми е супер. Имам свое шоу во кое се запркавам на различни теми, секој месец ми доаѓаат парички за тоа, па дури женски почна муабет да ми прават. Абе, лудница. Значи, со еден збор, јас сум презадоволен од таеден. Добро, сега, јас сум презадоволен од таеден. Добро ден, не еден, туку се 5 зборови, ама што има врска? Муабетот ми беше, сакав уште подамна да го направам овој потек, ама немав храброст. Сега, кога ги гледам овие храбри луѓе кои протестираат пред СДСМ, и јас се охрабрувам и уште утре планирам и јас да излезам на протест. Планов ми е да заминам пред Сидел телевизија и таму да им протестирам цел ден. Нека ме гледаат и нека ми завидуваат колку многу сум задоволен. Ги повикувам и сите останати кои се задоволни да излезат пред седиштата на опозицијата или кај да сакаат и да протестираат, па така да го искажуваат своето задоволство. Истовремено да упатуваат апели или ако може и да ги запрат оние што се незадоволни да го изразат својот протест. Ами како? Уште еднаш, браво за оние што протестираат пред СДСМ. Им посакувам голем успех, а утре можеби заедно ќе славиме кога ќе ја симнат СДСМ од власт. Тоа е од опозиција. Ама ако ја симнат од опозиција, тогаш ќе ја унесат на власт. ФМРО ќе треба да биде опозиција. Е добро да е битно да е симнат од негде. Браво! Океј, видовме за што протестираат луѓе во пред седиштата на СДСМ, дури ме поттикнаа да направам нешто слично, но јас како новинар секогаш морам да ги имам и двете страни на приказната. А од другата страна на оваа приказна се тутунарите, кои наместо пред седиштата на опозицијата протестираат по патиштата, железничките пруги, граничните премини. Дај да видиме што барат тие. Нашава власт што е горе, Груевски и господинот Али Ахмети, нигде не се појавуваат. Да му излезат во сусрет на овој народ кој што ги бирал и кој што ги гласал. Нашата мизерија од ден на ден е се поголема. Абе, ворете сето тоа, ама не е убаво така да зборувате за нашиот ни премиер. Се појавувал. Си се појавува човекот, ама треба некој да го види. А вие ако стоите по цели денови на патиштата, нормално дека нема да можете да го видите и да го слушнете. Еве го премиерот. И не знам зошто сте му лути кога потполно ве поддржува. Минатата година тутунопроизводителите и од откупувачите имаа историски највисока цена. Се надевам дека и оваа година ќе биде приближно на минатата година и јас во таа смисла ги поддржувам напорите на тутунопроизводителите да додат до повисока цена. Ја разбирам нивната мака и нивните напори. Ете така. Драги тутунари, премиерот ја разбира вашата мака и вашите напори и потполно ве поддржува. Што сакате повеќе од тоа? Сакате повеќе од тоа? Па еве, премиерот не застанува тука со поддршката. Слушнете што има друго да ви каже и како уште повеќе да ве поддржи. Во целата оваа ситуација, во сите наши напори да помогнеме и во целата мака на тутунопроизводителите, за жал, опозицијата бара начин политички да поентира со вклучување на нивни партиски активисти, дел од нив тутунопроизводители, но поголем дел овие кои што не се занимаваат со тутун, вклучувајќи ги меѓу тутунопроизводителите за да можат колку што е можно повеќе да ги натераат да действуваат, да блокираат улици, да блокираат гранични премини, да се прават инциденти, доведувајќи го во ризик и она што го заслужуваат да можеби да го пропуштат, а тоа е субвенцијата. Премиере бе, што се случи? Требаше да продолжите да ги разбирате и да ги поддржувате луѓево, а не да видите дека се партиски членови на опозицијата. Почитувани тутунари, веројатно се работи за грешка. Се збунил премиерот. Па само што го слушнавте како видите дека ја разбира вашата мака и вашите напори. Може би влијаело тоа што Амди Бајрам стои позади него. Може би ожеднал во меѓувреме и посакал да се напие. Да бе, да, сигурно се работи за грешка. Режија, дај да видиме некоја изјава на премиерот, ама без Амди Бајрам во позадина. Не е добро опозицијата на туѓата мака, на туѓиот пот, да се труди да гради политички поени, да им уфрва луѓе, да им уфрва поединци кои што веќе си го
предале тутунот, да им се откупи, си земале парите и сега се офрваат тука од политички причини да ги подбуцнуваат, да прават проблеми и на крајот да си ги загубат и парите кои што им следуваат. Тоа е навистина еден неетички потек. Значи крајно неетички, класичен потек кој што може да го направи Социјалдемократскиот сојуз. На оваа снимка во позадина не е Амди Бајрам, а премиерот носи различен джемпер од тој на претходната снимка. Добро, сега го носи истото палто, ама целата ситуација е различна, а тој го зборува истото. Сигурно не се збунил по втор пат. Па да, може би е во право премиерот. А и се ми се чини дека ова не е прв пат СДСМ да прави протести и на тој начин да ја злоупотребува маката на луѓето. Режија, не ли сум во право? Ние сме студенти и ние извикуваме доста беше молк! Доста беше молк! Ваучери за компјутери, стипендии за постдипломците, укинување на партиципацијата, бесплатни учебници. Ова се главните барања поради кои студентите од повеќе факултети на Универзитетот Свети Кирил и Методи излегоа на протести пред владата. За премиерот Груевски, студентите се организирани од опозицијата. Првиот ден ни го извадува Муратовски на штрајк, па денеска вадат некои студенти, па не знам, се обидуваат од границата да направат баук дека кој знае што сме направиле. Ова што сега вие го организирате со помош на многу ваши членови и со помал број на реални стечајци, а со многу поголем број на ваши членови, е барање за обештетување на луѓе кои што ја загубиле работата во приватни фирми. Одговорот на нашите аргументирани настапи, кои што се на многу повисоко цивилизирано ниво е таков како што спомнав, значи испраќање на демонстранти кои што се партиски активисти да фрлаат јајца, да пукаат, да викаат, да навредуваат, да омаловажуваат. Но ние сепак и покрај тоа ќе се обидеме политичката расправа во државата да ја сведиме на диалог и на аргументи. Начинот на кој што се прави нивното излегување на улица толку многу организиран со цела мрежа на Социјалдемократскиот сојуз да им оди по дома, да им се јавуваат по 10 пати на телефон, да ги убедуваат, да им даваат лажни ветувања лични дека ќе им помогнат за ова или она ако излезат и на крај да ги тераат да се потпишат за да докажат дека излегле на улица, демек со потписите после некогаш ако дошле на власт ќе им овозможеле вработување и слично. И право бе премиере, значи како сте ги фатиле алалдавие. Тутунарите СДСМ, студентите СДСМ, стечајците СДСМ, лекарите СДСМ, бранителите СДСМ. Гледам како ги фаќате сите на дело, ми доаѓа да извикам и јас сум организирани потикнат од СДСМ. И мене опозицијата ме подбуснува да... Што? Навистина сум организиран од СДСМ? Добро бе, тај кажувајте порано вакви работи, веројатно барем јас треба да знам. Нели? Денеска, утрински вестник е истиот, ама има и меѓу кои стана поголеми партиски мегафони на Бранко Царенковски на СДСМ. Но во СДСМ не забораваат дека и народот ги научи овие трикови и со голема резерва и потреба за проверка гледа на сите информации кои доаѓаат од ваквите медиуми ставени на располагање на Бранко Царенковски. Добро, супер ова туку. Кај ми е текстот? Како бе, кој текст? Текстот што треба да читам сега после изјава на Груевски. Како бе, нема. Како тоа може да нема? Не ми пратиле. И добро, што треба јас да правам сега? Да јавете се таму, барајте го Јани или Шема или Гордан. Да не се јавам јас на шефот па да летаат сите од партија. Неверојатно, еј. Аз ја договоривме, тие секоја недела ми пуштаат текст, јас излегувам пред камера и го читам и победуваме на следните избори. Мислам, ептене... Да? Во програма сум. Значи, да, почитувани гледачи, пред малку ја слушнавте изјавата на премиерот Никола Груевски, а во продолжение одиме со малку реклами. Како? Немаме реклами? Почитувани гледачи, ги исцрпивме сите содржини предвидени за денешното издание и тука мораме да завршиме. Се гледаме наредната недела. Чао! Неверојатно, еј, еве неќе му се јам јас на Бранко па да видат тие.